Добре, дојдовте во Тета Тет, денес одиме назад во 90-тите. Во 90-тите, дали вие памтите како беше во 90-тите? Јас се трудам, откако ми ја кажа оваа тема, пошто ја ти даде некои многу посериозни теми, сеќавам се, дека мај чека малку да раздрмам во ситуација. Баш ти е добро. 90s kids. Кога почна да размислувам за оваа тема, малку ми беше така носталгично, и сваќам дека и многу работи сум забравила. Значи мораше ја да седнам на интернет и да прочачкам малце што тоа се дешаваше back in the days. Значи у претходната емисија викамо пред 20 години, стварно е временски период, човек. Ама која ти е на тебе првата година од тие 90 што ти активно во усекавањето? Чекај, значи јас сум 88. Од 90-та. Окей, од 90. Ти си ушо од 80-тите, значи. Ти си аба. О мај гот. Стварно, мајко мила. Ја сега сваќам дека сум стара. Извини што ќе те прекидам. Да. Мисли такво, али у однос на тоа 90 и 88, ја не се чувствувам така, ама мене ми текне нарочито кога треба да се негде регистрирам на некоја платформа или нешто, направам профил, като вртам кај ми е годината на раѓање и од година се поише вртам. Оно, знаеш, као на оние томболите што беа за вртење тркалото. Така гледам ги, знаеш, додека да стигнам до 90, ми текне на сите луѓе што ги знам што се родени до 2005. Леле. И па тоа сакаше да ти кажам, одамна беше, ама ај ќе речат многу луѓе годините се само бројка, нели? Добро е додека стојат на список, на листа, додека ги има сме добри. Да. Тоа се Макар и на дното биле. О мај го. Али прво јас што се сеќавам од 90-тите, знам, точно ја памтам 1997, кога пречекуваме нова година од 96-97. Со моите братучеди, некој живееме у ист двор, куќите ни беа у ист двор, и сега дали тогаш сме биле доволно големи на нашите, не знам, ама децата отидеа доле у едната куќа да чекат нова година, а старите, тоест нашите родители, кај нас дома. И као децата поделени, мајките и татковците, и така ми усеќавање 90-ти, со сијалички, знаеш како се украсуваше на времето? Со шарени лампиони, со разни фигури, нели? И тоа се сеќавам така на тие како украси, украси што се и пишуваше 1997. Интересно сеќавање. Тоа ми е прво сеќавање и после тоа се е редома као ако поврземо, нели, од филмови, од игри на улица, од значи едино што знам и што сум сигурна е дека рани детски денови. Да, е дека немаше интернет у 90-те. Што е тоа интернет? Да се вратиме назад, замисли имаш временска машина и на некој му каже Да. И на некој му кажеш, знаете ли што ќе има од 2026? Ќе се гледате на телефон или на сат, или знаеш, сигурно кај ќе сме гледали, ти си луд. Телефон немаше. Немаше ни телефони, па да, имаше фиксни телефони. Оние, ја памтам, имам оние дома, оние што се баш со слушалки, што вртеш со прст. Што вртеш, да, оние Сега... Па после тоа имаше, нели, фиксните беа со копчиње ту. Точно. Малку понапредна технологија. А малку покасно... Тони утига повторен, не знам. Е така, малку покасно дојдеа па оние бежичните, ама и бежичните, тие фамилии беа многу јаки со бежичните телефони. Па ние имамо бежични. Јас скоро беше у подрум, имам два бежични потписа на тоа време, црни толкови со антена, нешто. Да.
после малку помали, малку ги упрости работи, така напредуваше технологијата. О, мама мија, стварно интересно беше што викаше со идентификатори, па мада не сме биле, ние у Македонија не сме имали таква култура со voicemail да оставиш нешто, тоа беше проамерички малку. Да, па еве ти викаш тие фамилии со како се викат тие бежични, а ја па мене мојот впечаток е дека беа јаки тие фамилии што има идентификатор па. А ете гледаш. Имат идентификатор, знаат кој им звоне, не може да ги зезнеш. Пошто на време ние по деца што викаш ти 96-7, ја памтам дека звонеше по рандом телефони, не само ја. И се глумирамо ние, Касандра нели беше актуелна и обично си правеме сите глумци ово имиња на ликови од серијата и ке звонеш, не знам, некој рандом број, тогај беа, мислам дека се 44XXXX, да, беа 90 и нешто XXX или 60 и нешто XXX, не знам. И, например, ке се јавам, дали, ало, добар ден, ќе ми треба Касандра. Ало, добро вечер, Ранду дома ли е? И нешто одма трас слушалката. Леле, да, тоа беше заебанција, човече. Имаш ли правено ти така нешто? Имаш ли се увано да зезеш времето на фиксните? Нешто требаше да ја да ни биде сестра ми гостинка, она правеше такви. Ќе се врнемо и со неја. Ако некад ни биде здравие, ќе каже сигурно за тоа. Знаеш и она да направи некои такви, па се јавува по, не знам што викаш, по селата, кога и ни селата почнаа телефони да стават. Па и таму и вртеа, зафркаваа ги луѓето, леле колку глупости сме правиле, човек. И нели после со идентификаторите почнаа да не фаќат, више не беше толку бемо двумеемо се дали да звонеме, дали имат тие идентификатори или немат, на ризик малку идеш, ризик јак. Да, ма знаеш како, кога веќе го спомна со тоа едно ало, целото семејство ќе го слушне и тоа е многу интересно. Значи, дома имаше некој што ќе дигне на телефон, значи не секогаш беа децата као толку родителите дигаа телефон. И тоа беше многу интересно. Веројатно тоа out of respect или нели спрема почит и таа хиерархија кој е главен у куќа. Али филмовите I got it. Буквално. И не само тоа, туку например, ја кога требаше да се јавам на некоја другарка, многу ми беше срам, леле, кој ќе се јави, дали мајка или татко ќе се јави или ќе ми се јави другарка ми, знаеш. Имаше некоја трема на телефон, знаеш, не е како сега, имаш телефон, јас имам нели броеви на кои треба да се јавам или да си пишам. Тогаш сам за Ало и мајка, детка Горда, Марија дома ли е? Да. Ало, добар ден, Марија ќе ми треба? Да, некако имамо не знам, интересно беше, плюс па тука кога веќе малку тинејџерски години имамо симпатии, па ќе се јавеш само да чуеш глас, некој леле колку сме биле. Да чуем глас, да се подсетим на нас. Да те питам како си, шта е ново љубави. Ај, леле, мајко, леле, од кај ги вадиш песни? Па така ми доаѓа од мене ми е па многу интересно тоа што ние некако многу лесно се договараме, ако памтиш за излеземе надвор, чакаше преку фиксен телефон, ќе бидеме у 5 до 8 пред споменик, и ние стварно беме у 5 до 8 пред споменик. Да, многу поорганизирани, поедноставни беа работите и значи немаше 300 пораки да се пратат таму, ваму. Да, па еден испаднал, па друг испаднал. Не, па ја мислеше ваму, ја мислеше таму. Не знам, тогаш многу поедноставни беа работите. Сите ќе се соберат, нели, еве, кога веќе ги спомна тинејџерските години, таму и таму ќе се чекамо, идемо на тоа и тоа место, дури и родителите ќе ни кажа, слушај, до толку и толку саат си дома, ако не ќе спиеш надвор. Значи, буквално со таа реченица ни испраќа и па ќе кажам. Не ме ограничува толку можда и девојчите, ја некако беше многу послободен. Не, па девојчињата беа по реално и девојчињата не е. Ја беше културен и примерен, но ја одувек сум бил културен човек. Па да, ма не кај девојчињата тоа и така беше. Нормално е таа грижа, да се нормално е тоа.
Да, спрема нас. А машките, да, сеите они као, леле они се машки, ајде, они ништо не се може, они ќе останеа покосно, нема веза. Али, па гледаш на сат, па трчаш на кај дома да не закаснеш, знаеш. Каков сат гледаш човек, на каков сат, на рачен сат носимо нешто. Па да, па на рачен сат, па ја од сихат сам се носила сат и ја обожаваш. За тоа ти речи, викам на каков сат, пошто ја у принцип по животот не ќам рачни сати да носам, ама имам носено како дете, ама памтам дека ние кога излаваме тука по трафик и по нешто такво по сендвичарници, знаеш, дзирнеш да видиш колку е сат, Да, и тоа е. у ритам, нели, да видиш Да. Леле. Да. Ама чекај сега, признај дека беше многу убаво, не се. Беше ли? Добро, ти више не си туку Свети Николе, например. Ја гледам како живеат сегашните деца, нели, тука и некако ми фале некоја магиичка. Не знам дали е тоа носталгија или стварно е така. Тоа е и носталгија, ама и стварно е така, тоа е многу интересен момент што двете работи се сврзуваат, барем ја така мислам. Заради тоа што времињата се многу сменети. Ќе се надоврзам на претходната емисија, нели, да не звучиме како нашите у наше време. Ама гледаш парадоксално пак ќе звучиме у наше време и колку и да не ќеш пак ќе спомнеш и ќе направиш споредба на некои работи дека уствари стварно ја мислам дека било поубаво од причина што смо биле безгрижни, наивни, без премногу обврски и не дел од реалниот свет, туку биле смо дел од нашиот детски свет, некоја наша не гледаме што прават другите деца, например, не можеме лесно точно, така. Тој кај бил што облекол, што купил или не знам. Да. И сега мислам па, социјалните медиуми си го направија тоа. Значи, голема мистерија некако тоа да ти ево што викаш конкретно симпатијата што прави, кај ти е. Да. Дали мисля на тебе. Сега сега светка зелено, знаеш дека е онлайн нешто, нема магијата. Да, нема. Не само тоа, гледај сега моментално што ми текна. Значи, ако сега имамо ние телефон, имамо Инстаграм, имамо Фейсбук, некој ТикТок и не знам уште какви не апликации, стават луѓето слики од нив, своите семејства, каде биле на одмор, по пат како поминале. Значи, буквално секој дел од нивниот живот е споделен, што и ние го правиме тоа. Не викам дека не, али у тоа време немаше така. У тоа време немаше и знаеш, сеќавам се дека ние кога идеамо на гости кај некој, барем ја тоа го правеше, можда и ти, ја чекаше и само бараше да гледам албуми, домашни албуми. Луѓето си вадеа слики. Албуми, па да. Нели? И кога ќе видиш, а ово каде, кај си бил тука? Ти гледам по дома албумите. Мислам, не ретко, ама со кеф ги гледам, стварно. Да. Тоа е некој однокатче што ми е сигурно. А многу по-сигурно него ли овие дигиталните слики што мене и пак на животот ми цима десено да ми се расипе лаптоп, да ми изгоре матична плоча и да ги изгубам сите слики што и џабе. Да. Еве ја ќе ти кажам тука у Германија. Цела 2021 или 2022 мене ми избришана сите слики и видеа затоа што јас сум мислил дека фолдерот ми е префрлен од телефон на лаптоп, а уствари исчезнал негде меѓу просторо. Прави бекапи, прави се, не може да ги најдам. Имаше толку бави спомени од таа година и ништо. Ето, гледаш еден фейл на технологијата, да кажеме, или на тоа мислиш дека имаш. Децата ќе речете, па може и физичките слики, например, да ги изгубиш, да се намократ, да се запалат или нешто. Да, ама тоа е ептен екстремно, нели? Да, и помалку веројатно. А, например, еве тука у Германија ќе ти направам една споредба и со Македонија, не знам кај нас сега како се прави, тоа е со Македонија, пошто нас ми е сега тука, од тука споделувам искуства. Тука малку германците се old school и многу живеат на назад. Многу живеат у 90-тите. Баш буквално и така се понашат. Кај нив многу не влијае технологија, барем овај дел ја кај што седам.
Не станува... Информации добро што ми потврдуваш дека е така, добро? Да, заради тоа што, ево, например, децата си играт на улица. Значи, деца до 9, 10, па 11, зависи колку години, немат телефони. После некоја 2-13 година, они имат телефони. Повеќе се со оние смарт-watch, например, да се јавеш, ти ја знаеш ги, чисто информативно да знаеш кај ти е детето и толку, но не може да седе на апликации. Да, не седе на телефон, нели, да се допишува или не знам што. Ја тука приметувам дека децата си играт. Значи, многу си играт. Друга ствар, за сликите, кога спомнам. У секој маркет у Германија има фотобут, кај што има 3 различни, нели, оние излези за телефон, така, и кој се фаќа, ти си го автоматски својот телефон поврзаш со тоа, селектираш си кои слики сакаш, ти си ги вадеш и си имаш свои слики, значи нема потреба да идеш у фотостудио како кај нас, например, па да овакво, да чекаш рете и извади мислики и т.н. Друга работа, у школо не се дозволени телефоните, значи ја, например, дури имаш и проблем за мојот син прво оделение што носе саат, као многу се плашат од датеншутс, тоа е заштита на информации, на personal information, на собствените, да, лични информации, да, и нешто да не сликаш у школото, да не споделуваш некаде тоа да не завршен кај што не. Ама као не смеат да ги носат они? Па као не смеат, ама ако ги веќе носат, да биде тоа на, да речемо, airplane mode, у смисол да не функционираш додека си ти у круга на школото, кога веќе завршиш ти си уклучиш и можеш после, нели, да... Али додека си на часови, не смееш. Исто, многу се комуницира тука со факсови уште, со фиксни телефони. Да. Затоа луѓето многу викат, леле, Германија е толку напредна држава, а функционира како... Какви факс? Човече, сигурно ли си? Најсигурна. До ден денеска стигнува... Па, леле, да, пред некој ден виде човек у ДМ со пейджер. Сериозна сам, Нено. Не те лажам. Ја пейджер немам видено никато живо, ја уште не знам што е пейджер. Мислам, добро, ако ете, и тоа има. Значи, тука германците, ако нешто што прават е тоа што гледат што подалеко да бидат од телефони, технологија. Па и во сам ми текнува дека денеска подпишаат на петиција, иницијатива е на Весна Бејби. На Весна Петрушевска, да. У однос на тоа, само да видам тука точно да не грешам, забрана за пристап до социјални медиуми за деца под 12 години и регулација на пристапот за малолетници до 16 години. Значи, тоа е некоја анкета, иницијатива за безбедно детство. Сега точно не знам кај, ама генерално да се ограниче на малолетните... Па да се ограниче пристапот, да, мора. Мора, да. Насилството многу било зголемено благодарение на тоа. И Hello. Да. Добро, тоа е малку подруга тема на разговор. Тоа е друга тема, ќе правиме и за тоа момент. Немаше. На наше време, не знам, без телефони, било е повеќе директно, ако нас... Не, еве ја ќе ти кажам. Дали ти такнува кога ќе у Свети Николеве, кога од таму потекнуваме и двајцата, сега збораме на таа локација. У Свети Николе постојаат друштва и секое друштво, дали е рокери, дали металци, дали... Нели, фура, да, некој вид на стил, според каква музика они слуша. И тука, значи, луѓето се дружеа и Плава лагуна, сите знаат која е Плава лагуна, може младите генерации не знаат, ама секој... Можно да знаат. Можно и да знаат, не знам, ако уште им исто е името, нели, у парка. Секој си имаше свое место, значи можеше да ги најдеш луѓето конкретно што ги бараш,
се таму. Да речем, Леле, убаво, стварно. и интересно беше ако некој нешто префрле на некој, на металците, на рокерите или на раперите, знаеш. И тука мошки имаше и правеа шутка. То не знам дали се сеќаваш. Шутка, онака, само се рита, нешто нема појма и веа. Нека ме поправе некој кој гледа оние. Не знам како се вика. Памтиш ти панкерите, човече? Па нас и доста не беше страх од тие луѓе, ние и бегаме од така. Они си имам двете клупи централните тука на почетокот од парко, беа нивни панкерските клупи. Да, па и ти така и се добиени името, да. И името така е добиено. Тие страшните мотори, ја ги викаше шо. Панкерите, човече, тоа ми беше мене страф и трепет. Поздрав до панкерите, ако никој. Поздрав, да. Интересна работа. Тоа више не сум видел нешто такво. Кај нас да се човекаш ти, па више не, па ние излабаваме у лагуна, бе. Па да, ама ете ти викам нешто кога ќе се десе. Сакаше да се надоврзам на насилството, што викаш, али не е било изразено да има такви некои глупости, знаеш, како сега ева кога веќе спомна за како? Модерни глупости. Па овие се веќе премногу екстремни. Ние беме малку по-питоми деца, ајде да речем, генерациите од 90-тите. Не е имало некој. Па бемо, па ја мислам дека интернетот си го направи своето. Да стануваат, или ајде сите да стануваме диви, да здивемо, бре. Младо, старо, се е подивено. Па не ли? Реално да. Старите човече, дали имаш приметено, ја некам да ги навредам, меѓутоа има многу процентуално поише гледам, не збораме ево само од Македонија и од Балкан и од секаде. Од возрастни стари луѓе, значи зборам за стари 80 години што малку. Тоа сум го приметила кај коментари, на пример, ако некој нешто објаве, дали е јавна или стават видеа глупират се, мислам чека малку. Мислам јас сум за тоа секој да си го живее животот кој што сака да се разбереме. Не сум против да речем сега вај стар или стара, не и личен, не, ама малку усул со граници. Да, со граници, точно. Што гледат и деца, треба да внимаваме малку. Да, тоа е многу битно, секогаш треба да се тргаш што тоа ти покажуваш таму на некој си. Па добро, XY. имаш ти слободата, меѓутоа ќе пазиш, па има како да се нели тоа изрегулира, да ограничиш публика, не знам. А више се е тоа со тие алгоритмите, се може да ти испадне, не ти бира возраст, не те прашува. Точно, и тоа е исто многу лошо. И некои такви песметини кога слушнам, ја ретко користам TikTok, ама случува се некој пат некој да ми прате нешто или да морам да отворам некој линк, пошто нештото е тамо достапно. И така ќе почнам да скролам, имам приметено дека тоа е толку заразно, можеш да забравиш кај си и шо си, да изгубиш контекст за време. Да. Само палецот ти работа. Да. И излават чудни некои такви заразни песни, мелодии, што Да не збориш за Лидија случајно. Па не сум ја отворил, скоро знам за која песна збориш. Не знам за не ми такнува на кој. А чекај, ние смо наметнали се темата музика, ние како слушаме? Па ние многу интересно слушаме музика. Ние на нас ни требаше како се вика? Ја памтам касетофон. Да, ама на нас ние требаше да уложиме труд за да слушаме музика, што е многу интересно. Па да. Значи, прво и основно касетофон некој да имаш, да фатеш добро радио и тоа да не шуште, да не крче антената, да биде наместена, па така подагол да биде. Значи, да ти биде касетката извртена до крај. Па дека нешто многу радио станици имаше. Па немаше, ама и тие што ги имаше, значи слушаш кои песни ти да леле, па чека оваа песна и да стискај ред за да снимаш. За да снимаш. Исто кога преску подрум некина и касетите си ги виде мој и за маси неколку така што си ги дури у меморијата ми останале у памето по боја и по такво ги памтам дека на таа одредена песна има, ама качи ги горе тука ми се некаде до кеси и нема каде ги пуштам. Слана дека немам касетофон. Треба да видам некаде
Да се Па кога ќе ти брзо се интересира. извитка, знаеш, оно нели имаше такво тенко, тоа како се вика унатре, не знам, та у самата касета, Лентите. лентата, нели беше многу тенка као па кога Далеко ќе се държаваш, умота да си унатре. изпрата, да се заплеткат, да... Па со Леле. моли пенкала бркаш да извртеш. Ништо... Па се молеш на радио да нема реклама, за да си ја имаш целата Песни, песна. реклами, имам така снимано и сум баш ли са, најдете да пуштате джингл, кај може са. Имаш, не знам, некоја ретро песна по име нема Ангел си ти, јас пеам радио, тарарарара, тарарарара. Ора си пеел позадина, дебре, остете ја човек дека си спее. Сметате ми, знам кој е радио. Да, така слушамо ние музика, А Walkman значи мала да си Walkman, кој касетофонче со касета, ама и слушалки, нели да си пушташ? да. Мала си. Да. Имаш и јас сега моментот ми текнува едно црно да сивкасто. Ама А не, како беше? Ма боли ме уво за све. И јај. Мој Walkman е под јастуком. не знам тоа. Па то ти е лепа брена, човече, како не знаш. Не знам. Мора да е. Шалим се. Јао, ето гледај, не на дијалекти, на српски почнавам да зборам. Ја кажа дека ја мешам доста јазици, не знам веќе на кој да... И ќе мешамо. Има, ние ќе се покажемо, ќе ви докажемо ние дека знаеме да збореме литературно, не се косете вие. Ама нема врска. Ние намерно збореме вака, не е во дека нешто. Да, точно. Една моја пријателка од тука, од Босна, е вика, јас сам ухватила нешто, али не могу све да вас разумем. Па викам, учи македонски. И овие што не гледат нешто ќе уватат, нема, ама ние може да ставаме речник на крај од такво со поими непознати чудни, ако нешто не им е јасно, да се проверат у речникот. Може. Да. Листа на непознати зборови. А чекај, што друго сакаш да... Чекај, ајде касетите, ама малку по-после дојдеат CD-њата. И тоа рачуна ли се у 90s или Тоа е на прагу на милениум. Тоа е на милениум веќе доаѓаше, така ли беше? 99-2000. Така. Мене ми беа првите CD-ња, тато ми ги купи од Скопје, Britney Spears Baby One More Time, и Калиоти, Обоиме, и Врчак, и повторно сам. Значи, ја и ти не можеме да се погодимо со... Претходниот пат кажувам ти за Бионсе, не ми ја сега па од кај до кај Бритни. Ама не, тоа не ми беше на мене желба да речеш дека би ги сакал, него он така е проценил дека ево вие ќе му ги земам. Добро. Да, стварно не. Иначе јас слушаше, например, друга музика. Ја, например, слушаше по мој вкус и многу ми е драго, слушаше и Destiny's Child, од кој што беше дел Бионсе. И од секата она, од сите тие три, они беа 3-4 максимум, не знам, може 5 са, не знам, али као 3 ги памтам. Не бе 3 беа, не 4-5-3 од секат се биле 3. Она ми е била секат како така ми се извојувала и многу сум горд што има позадина мојата љубов кон Бионсе, а тоа беше како по мој вкус. Што на пример? Која е позадината, например? Тоа сакамше. Леле, приспивам ми се. Позадината е тоа дека сум горд на себе што сум го сакал Бионсе како дел од женско трио уште. Од самите почетоци сум препознал дека она ќе биде соло, сваќаш као. Окей. Ама не, тоа беше по мој вкус. Врчак ја, можда и ти не знам повторно сам дали ти... Врчак мене ми се свиѓаше Врчак тај период. Надскрски сон, некој таков. Да, и многу ми се свиеше од тоа време Ерзана, не знам дали се сеќаваш. На краја, јас скоро го слушај на Spotify Ерзана. Ерзана многу ми криво што не продолжи да снима и да... Да, која на глас и типка беше стварно. Да, значи она стварно многу бао пееше. Тоа се Evergreen. Да, тоа е веќе стварно Evergreen, кој ќе пушташ тие музики, ептен. Не ми текнува кој друг. Јас се ежам кога слушам таква песна случајно на радио или негде, или сам да си пуштам, мене ми се ежа буквално кожата. Goosebumps. Одно ме транспортира назад. Па тоа е, или е некој мирис, или некоја музика емотивно те враќа. Да.
Имаш ли мирис од тие твоите години што памтиш дека си ја користила парфем? Мислам не се дека сеќавам. некаде беа BU некако, ако не беа тогаш тие малите парфемчиња, не се сеќавам. Значи тоа не е било ни парфем, тоа е било тоалетна вода, значи парфеми не. Да. Али Ние од Рубин Кармин знам за женски мама, баба, тие женските ги користат од Рубин Кармин некои. да, или некои потешки парфеми, не Да, се сеќавам. Маска, Чарли, некои така популарни Не ми алкоолички. текнува. Нешто што ми текнува од младост, ете како да кажам, младост. На тие како Pine, како Пино Силвестра. тие Машките. машките Оние на класичен машки мирис. класичен машки мирис. Трчек. Тоа. Тоа, да. А ја пак И сите го имаат тоа, никој друг. Значи тоа и сите татковци и мајки некако по дефолт тоа се користи. Немаш сега Да, палета да. на Користи избор, платни. нели, да имаш пуно и парфеми, и па оваа марка и онаа марка. Ја и памтам многу се само, не знам дали тоа беа 90-ти, доцни и 2000-ти, али тај период беа многу актуелни, а и кај женските мислам Бондаш имаше едни Бондаш се вика. Леле Бондаш, да, ама Е, тоа тоа беше малку многу покасно, тажно. тоа беше малку покасно. Колку И ги Кристина мислеше Макси или Бондаш. See Through, нешто као See, Да. така, не, ама тие веќе Многу после таму, 2000-ти. Да. Па Био, ако се сеќаваш на една реклама, беше манекенката модело Ева Херцигова плавуша и памтам имаше нешто она шета, нешто вако онака и Био, that's my secret. И Па јако ги имитираш, мајко му стара. ма памтам ги, А, чекај. Мене ми текнува еве кога сум кај рекламите од 90-тите, на многу се рекламираат цигари, дали се сеќаваш ти на тоа? Да не ги именувам, ама да, оти не кушта по... Многу ми. Така. Па со такви женски згодни, високи, со долги нози, не знаеш дали женска... Моторджи, нешто. Да. Транспорт Гледаш тогаш, да. а сега е забрането, значи гледаш како се сменети времињата. Памтам ја доста реклами, оние ретро реклами. Имам флешбек од такви, често дури си запејувам некои джинглови, оние песнички од реклами. Имат ми останато. Можда како музичар па тоа ми е нешто, не знам, немам Па појма. веројатно, да. Ама не морам да кажам за Бондаш, ја колку го мразя и уште мразам, пошто уште се продава Бондаш. И Каде бе? Има ги на многу места ги има. Ма ја го капира дека Бондаш е копија на Жан Пол Готје Лемал, како се чита тоа француски, не знам. Лемале. Аха, окей, па добро. Обично тие нели се копија на... Мене тоа ми мирише на како да кажам, Само да не кажеш прашина. не. А чекай ти, рекламите ги спомнавам, гледаш ли телевизија ти? Леле, ја беше... има една приказна со мене. Тато дури има видеорекордер купено од 1000 марки на времето, у тоа време, и нон-стоп ми ја кажува да ја приказна. Морам да ја споделам. Вика, ти, Лореца, многу сакаш цртани, многу сакаше цртани, стварно многу сакаше цртани, и он дури од Белград ли, не знам од кај, за 1000 марки ми купи видеорекордер, и тоа сум била мала, 5-6 години, само за да гледа Лорета Пепелашка, Снежана и 7-те џуџиња. Вика, некој си таму пријател на тато, он направи цел спрат од куќа, а ја на тебе видеорекордер за 1000 марки. Можеш да замислиш у тоа време колку била и технологијата скапа, а и која вредност го имала парата. И он само за тебе, ти, Лорет, и ден денеска сум си таква и си гледам филмови и анимирани цртани. Да, ти си ми прва асоциација за анимирани филмови и секад, у последно време ретко ги гледам, ама увек ми поминеш низ глава да те прашам тебе за оцена, дали да гледам нешто или не. Ти знам дека
сакаш и Значи, правилно ги оценуваш. Да. И нон-стоп, значи јас сум израсната со Disney World, со тие филмови од тогаш, тоа е по видеотеки, по зимање, Леле, колку зимаш и ја. 100 пати гледање, еден исти цртан. Отидам тука тоа како се вика тоа фактички за касети и изнемување? Па видеотека или Видеотека. Так, И каде нешто. почне човекот што беше нели негово тоа да ми објаснува синопсиси на филмот што се дешава, знаеш како вау, оно ја го донесам дома, не е мој тип на филм, ама различни вкусови, не можеш да Да. истражиш да видиш што да гледаш пред таа. Тогаш нема трейлери како сега уклучаш на Netflix или Prime, Amazon или нели или Disney Plus кој да Или па да има. знаеш кој филм ќе испадне наскоро. Така и Ама па ние немамо и кино, па тука имамо ли? Мислам, имаше некои проекции памтам, моите идеја на некои српски филмови, балкански, Да. имаше и холивудски, чат пат, ама како бе немаше нено, нели се сеќаваш Титаник кога го даваа у киното. Па тоа беше бомбастично, ти не знаеш колку имаше ја луѓе по 2-3 дена, сите редици за да поминат. Као буквално блокбастер беше. И јас се сеќавам, па можда смо биле некаде 4-5 оделение. Која година беше? 97, 98 ли беше, да. И баш сега ми текнува на моменто седемо гледамо нели као Титаник и човече доаѓа моменто кај што Джек ја црта Кейт гола, нели? И ние сите ова. А дали ти текнува на Чавар, Чавар работеше во киното, он проектираше и дешаваше се да пукне лента, ланчето се заглавило и сите Чавар. Тоа е така познато нешто. Дори мислам дека човекот кога иде у пензија, дека беше или на насловна или не знам, некоја рубрика на Нова Македонија, имаше наслов Чавар, као заминува во историјата, тој човек оди во пензија после толку граватен стаж. Браво, супер што Чавар, Орце, Не знам. исто почината Орце, чија ми беше на картите, на влез, Да. на билетите. Да. Имаше дух, да, тука се одржуваше игра Орната, знам, доста тука се играше во киното. Горе беше диското, памташ дека имамо и диско горе, летно диско горе, а зимско доле у поднико на холот на Дом на култура, на пред киносалата. Таму имаше доста и секоја сабота, као диско за деца, јас се сеќавам. Дневно диско, кај што имаше пуно деца. Доваѓа оние од Златно Славече, Дарко, сакам кола, убрата. Тања Ристич, памтам Тања Ристич, точно. Тој беа звезди, колку чека деца ја не, ама памтам дека многу деца, тинеџери, чека автограми, зима слика со нив со апарати. Да, гледаш колку бави можности смо имале. Слики, се подпишуваат. Ја доскоро имаше некоја таква картичка од некој така од тие детските звезди што биле. А сега тоа нема. Добро, има нош. Па има они, например, оние Пајак, такви некои сакат ја. Чекај бе, Пајак не можеш да го споредиш со времето Сања Ристич и она беше дете кога пееше, значи ние смо се огледувале на дете спрема дете, значи ја како Лорета сакам да бидам као Сања Ристич, пример, карикирам, нели? А сега не може дете од 10 години со Пајак од 20 години да се споредува или да биде рапер или да биде со два Бона, мислам, малку тука вредностите се изместени реално. Да, па добро. Да, немамо детски звезди, точно. Ама ја мислам дека тоа е на светско ниво и порано и оние Дизни звездите детски, Майли Сайрус и Хана Монтана, Хилари Даф, исто беа многу популарни, више не е тоа. А серии бе? Гледам серии гледамо на оние стриминг платформи. Да, ама чекај, серија, прва серија во животот што сме ја гледале сите, мислам дека и сите ќе се согласат со мене, е Касандра. Касандра. Имаше живо пиле на улица. Значи, куќи се ограбува кога играше Касандра. Реално. Луѓето.
Пробал кратците. Тоа е прва серија, пошто се сеќавам, ја беше дали некоја прво, второ оделение и 27 то 28. Кај нас се даваш. па јас се сеќавам некако или може покасно. Па 97-8 беше 100%. Па добро, значи поголема съм била и знам дека седнувамо сите и многу и комшии доаѓа и сите заедно гледаамо, значи не е било нели секој посам по дома, туку тоа беше како некој вид на доживљај. Леле, шо ќе биде следно, Касандра? Утре ќе гледамо кај тебе. Може да спиеш да дочекаш утре што ќе се деси. Нели, а сега се е така достапно, значи јас се најдам у момент да сите... Binge watch, како го викат тоа? Како? Binge watch, као спанеш го серијата и цела сезона да изгледаш. Од почеток до крај, да, ти не дишеш едноставно, значи јас се најдам у ситуација, нервирам се, знам дека можам да ја изгледам, ама чекај, имам нешто друго да направам, чекај, ќе стиснам стоп, знаеш. А доваѓаме до моментот дека и тука се губа таа магија. Нели? Тогај, гледаш, имале сме утрето на школа, ќе си зборемо, сино ќе се деси, вечер шоли ќе се... Сега немаш такова магија у тоа, нели? Па нема, сега само седнеш и... А ја памтам Беверли Хилс, дали го памтиш ти Беверли Хилс? Па како не, па мислам дека она беше дури и пред Касандра. Она беше пред Касандра и знаеш која друга беше? Сега ми такна... Кели, колку го сакаш? Секое лето, ја чекаше лето да дојде 10 јуни. Секое лето хит, summer hit. Со онај Ник ли како се викаше? Со Ник што беше инспектор нешто. И да, Хавајката. И таа женската му беше да. Точно. И оно таа песна, секад кад ја слушнам песната, потсеќаме на лето. Мене ми у глава музиката од Беверли Хилс и од Касандра. Reina de la noche. Па многу деца Касандра ранду искрстија тогај, а дури и српски хит имаше Касандра, лепотита си незнана, Касандра. Да, лело. И тука започна целата историја со Телевиса пресента. Чекај, мора да излезам од рамки. Дали ти такнува колку ги вртеа тие песни? Рингишпил. Те гледам, и тоа е Рингишпил, човече, онај шо е... Да, бе, да. Вените се джипамо на нив. Па да, и тоа ни беше. Со ланците, две корпи се умотамо, па кад се дигне високо се одмотамо и... Девек... We fly. Леве, човече... Значи, гледаш како ние лета, ама на нас не ни треба некакви субстанци за да летамо. Оние мали пластични картички дават ти како потврда дека си купил жетонче сладко као бомбонче и онда леташ, човече. А ние со 50 денари сме си поминувале топ чарпија. 50 денари беа поим. Нели? Топи сум чуглети, рингишпил, се. Покасно и цигари на парче, прости Боже, и мастики за 5 денари, и сопче од 10, просто беше 20, за 50 денари ние пуна капа вемо. Нели? Шо за 50 денара? Шо ќе купиш за 50 денара? Ништо. Ни цигари не можеш да купиш за 50. Не, ништо, само па какви цигари? Тоа е умре више, цигари на парче ние, на парче. За 10 денари 6 цигари дава. Пуна капа, тоа беше тровање, никотинско труење за нас беше. 6 цигари, мастики, такси за 5 денари, такси мастики. Не на доста. И право лагуна. Сепај, брате, јас за 10, другарката за 10. Опремени смо. Што? Не ќе идемо на Софија, у кафаните и ќе пиемо капучино од 100 денари, како не. Баш И така. ќе седемо на Facebook, ќе шврлямо со параци. Не Присутни беше. бевемо ние, присутни. Ние бемо присутни у моментот, точно тоа сакаше да ти кажам дека тогаш со многу малку бемо среќни и многу малку ни требаше за забава, мислам. Среќу треба триба.
Да. Што сакаше да ти кажам, чекај малку ме... Ајде бре. За Касандра, па нели ти такнува дека и сликички си менјаме, бе, постоја и сликички Касандра, и албуми. Види денекно не се срми стојат сликички у стоковна бивша, продава, знам и кај като лееш лево наредени на витринки, стаклена, па бирам, па леле вие ги немам у трупчиња беа. Па леле секој ваца, не, за ки си купиш само 3 или само 2, ки ми рече мама, например. И па мама, може ли 4? Абе, шо, леле немам, леле колку баба Касандра, тука баш рандуке шо го мал со ножеви. И знаеш ли ти колку последици остави Касандра, после тоа мајните што има деца што денеска се више не знам на наша возраст што се Касандри, рандуа, нели? Ама има и многу, кад заврши Касандра тие години, видеотеките ги оптоварија, изнаемуваа ги касетите со серијата за да они станаа зависни од неа. Стварно, тоа не знам, тај податок не го знам. И после тоа паралелно открија дека е работена според серијал на книги Касандра од Делија Фијало, мислам се викаше авторката. Добро. Авторе, не знам стварно. И изнемува ги многу од библиотека на српски. И има корица со лумците од серијата, знам дека. Гледаш, тоа не сум го запазила, не знам. А тоа е мерч, како го викате сега мерч. Мерч. Да. Чекај, што спомнамо филмови серии. Што беше Па за... имаше тамо после Есмералди, имаше... Па после имаше? Отрани, имаше онија... La usurpadora. No me enganchas, por favor. Добро, што ти фале тебе од тоа време највеќе така, кога ги спомнавам? Се ми фале, Лори, се ми фале мене. Ја би да живеам у тоа време, па нема ни размислувам. Озбилно. Да, онака да имаш временска машина би се вратил или би сакал одново да бидеш роден? Не, како, не знам, чек. Па добро, тоа е интересна работа се го случи, да. Ама не, сакам да нема мобилни, сакам да нема интернет. Сакам па да биде малку поупростен животот, по-присутни у моментот да бидемо. Така е. Ја тоа сакаше да кажам. Лесно достапно се за секој, затоа што не можеме сите да бидеме точно дека имаме сите исти права и слободи, ама некако не е тастатура за секој човек. Тоа ме тврдам уште. Да, има дефинитивно. Има секој тастатура, ама тастатура, телефон не е за не е за секој, точно. Не можеш пред ти да бидеш експерт за се. Не можеш да ти биде на тебе дали како се вика тоа звање или у слободно време ти да си професионален коментатор на Facebook и на секоја тема за се да збориш, нели малку тоа како излезе од контрол. Да. Вреја. Што и да отворам за познати личности, што ти не кажува? И што е тоа, Белори? Што тоа, хранат ли се нешто? Што има? Дали не се книсони па нешто? Па мислам дека да, така си надокнад... некоја личност позната што ќе рекол Стојче од Беширово. Па да, надокнадуват си. Надопунуват се за нешто што викаш негативна енергија, некоја веројатно изфрустрирани луѓе и знаат да искоментират се и свашта и не знам. Малку како за психоанализа ми е мене малку да не малку посматрат. А сигурно не посматрат. Па посматрат, да, мене не ми е ни чудно. Неко нас посматра. Да не звучам conspiracy theories, али посматрат. А лабораториски глувци сме у секој случај. Да. Мене ми фале едноставност. Ете ти што кажа, нели, да биде малку поупростена, да некои работи да бидат од точка А до точка Б и назад, да не биде А, Б, С, Д, па Д, па на квадрат. Сваќаш, знаеш. Така, да треба да фанеш книгу раката за да бидеш некад у живото експерт да станеш, да се надеваш дека ќе успееш. Па са вие весечките интелигенции пишеш и одма ти кажи и ја не знам во куда лови овој брод. Да, тоа
што ќе се деси, не знам стварно. Ја не би да навредувам некои луѓе што не слушаат и што не слушаат и еве вака правиме си му обетка на кафе, ама точно да, мислам дека доста технологијата ги отупави луѓето, да не речам оглупави, ама мислам дека треба на многу погрешен начин се користи интернет и социјални мрежи и еве како ти што викаш, не е да доаѓа до информации, например. Презаситени смо. Да, ама не само тоа, но еве убаво викаш ти, значи сите се експерти. Експерти се оти они слушнале нешто или некој оти на интернет го тоа напишал. Понатаму за да дојдеш до некаква информација, ти требаш да идеш у библиотека, да читаш енциклопедии, да вестници, дневни новини, да му ние кога деца читаме. Така. Во библиотека на распуст денски седнемо, другари да имаше, вече по спортски оддел, ја тука гледам шоу бизнис, третиот политика или нешто друго. Знаеш, многу беше тоа да дознаеш ти информација и тоа сериозно да го впиеш, да размислиш што си прочитал и да донесеш свое мислење. Да дадеш своето мислење. Критичното мислење беше и развиено кај нас, нели? Значи да препознаеш информација, да знаеш кој може да даде мислење, кој некој е релевантно. Точно, релевантност кај личности, образовани, необразовани, у секој своето поле за сфера, нели? Се точно. Не може да бидеш ти музичар, а да тврдеш дека знаеш се за правото, нели? Реално да. Има такви случаи, нели, може да се походи. Ама ја гледам на телевизија и ти си сигурно приметила што имат оние контактни емисии со теми, они многу голем дел на такви што се јавуваат имат како добар ден, што ви е бе темата на вас денес, извинете као, значи нема битно. Ама битно да се јаве. Он има мислење за се. Ето. Мислам, добро, ние имамо мислење за се сите, ама како стручно тоа тако они го доживуваат како јас се јави и тоа што ќе го кажам, тоа е тоа. Некако и знаеш тука лоша визија сам за себе си прави човек, како лоши вредностите се изместуваат некако како јас се јави на телевизија, кажа некои работи, сега знаеш малку возгордеат се. Точно, ама од друга страна некој друг ги слуша истите и сега некој со не, ајде да речеме и деца може би слушат, па децата и не можем, затоа и се деца, не се зрели личности полнолетни со свое мислење и карактер за да разграничат некои работи, па ја мислам дека и така настанува и агресијата низ Македонија и сите тие глупости што се случуваат. Премногу натрупани информации, премногу работи што не треба се споделуваат и се гледаат. Нема граници, нема цензура на ништо. Еве, ќе спомнам ти кога збореше пред неколку недели за песната Лидија, нели? Никој не анализира што уствари зборе, што пее, нели? А тоа улава ти тебе во глава. Знаеш? А ти си пееш, а што пееш не знаеш. Така и со вести нон-стоп се негатива, нон-стоп е нешто. Те е негатива. 90% е негатива. Да. И тоа се некои лоши вибрации. Да, ја пак се повторам дека е многу нормално природно у нас да имамо ние секој свое гледиште и мислење, ама треба да имаш свесност и совесност и граници сам да си поставиш до кај да идеш. Не можеш ти да вреѓаш така. Пример, са мене не ми се свиѓала, не знам, прва на ум ми дојде Мадона, мислам дека не го сакам и дека го мразам, ништо не ми е. Мадона, и тоа сега да седнам и тука да почнам да пишувам за неја, она била ваква, она изгледала онака. Па тоа само ти си го трошиш своето време. Ебе, малку чекај бе, малку. Не само тоа. Секој може да каже. Да. Па социјалните мрежи станаа од оноа како си до видиме, или животот ни стана нешто што се објавува, не се живее. Роден да слават, роден да го слават на сторис. Па леле, ја така. Како слава емо роден ден човек? Кај, ја го соткара, знам и да емо
за 30 динари имаш лимит да порачаш едно сокче, една сладка, па беше интересно која сладка ќе го изберат, дали Леле, да. И сите носеа ама по едно моливче и тетрадка, поклон. Толку. Рамка за слика, евентуално албум за слики. Денес ги чувам ја некои работи. Да. Немаше Добра, ајде сега ја слави роден ден на Бисера, имаше 2 стори. Немој да ме критикуваш. Да, ти мене, ја сакаше да те честитам на германски, ама нешто Geburtstag беше, ама... Тоа е Alles Gute zum Geburtstag. Geburtstag. Абе, па чекај, нели... Германски јазик е толку насилен или не се согласуваш со тоа, но агресивен, како кажам? Ма не. Ја сега кога почна малку да ми улава уво што викат, например, ја учеше италијански исто, обожавам го италијански, шпански, ева од Касандра го научимо. Сите, ја можам да се согласам дека сите разбират шпански у Македонија. Основата, да, па стварно. Германски, ја имаше таква одбивност на тај јазик, што се кајам, што порано не сум го научила, а сега некако, да се разбереме, ја не го знам германскиот толку добро. Ајде да речеме 50%, повеќе разбирам од колку што можам да враќам. Граматика има претешка, али и не е толку агресивен како што сите кажу. Сите што го доживуваат. Уопште не е. Кад ќе почнеш да го збориш, ќе сванеш дека има некоја не знам. Има топлина. Има, да. Ти викаш шпански научимо од сериите, што вие данашни деца или народ што треба турски ли знаат, валјда? Па не знаат ни турски, јас знаеш многу пати викам, гледај турски. Се е синхронизација, барем да нема синхронизација, бар турски ќе научеа луѓето. Па сериозно. Ја па мислам дека од тие серии па затопавуваат у стило како некои такви тоа се многу длабоки теми, ама исто, ајде тие да не ги допирам теми, него не ги допирај, остави ги за друг пат. Исто на насилство, исто. Да. Такви некои сцени, такви некои работи. Ја стварно не знам кој публику тоа добро, не сум сигурен дека младите гледат турски серии, што немам. Може нема, али не, повише ги гледат оние што се на платформите за претплата што се нели. Да, Netflix дефинитивно, тука на Amazon Prime. Човек, многу ми е, значи, стварно, еве мене, ако сум ја 36 години, пример, еве, имам некад проблем да заспиам, инсомнија, несоница. И само се сетам на тоа време, кад ја, не знам точно, ќе ми простите дали беше 7,5, мислам 7,5, цртан филм на МТВ, дадат еден или два мечето ушко, имаше некои моливите, што одеа моливите и приборите школски нешто. Леле, да. Така неколку интересни, веселите грашковци, чевлички, оние тие со чевлите, да. Едно време умни глави. Имаше термин, бе, човече, знаеш ли? Овај централниот дневник за мама и тато, за родителите, баба, дедо. Да. Тие време за спање. Точно. Колку бао, колку... Ти знаеш ли, што му викаше на тато? Он вести обавезно мораше да гледа и сите мора да ќутат. Он политика прати. Јас се, значи, прво идеја цртаните па вестите, така беше, нели? Ние се легнуваме. Не. И ја толку што се обседната со цртани. Многу сакаше да гледам, не знам, ден денеска. И завршуваат цртаните и они ќе рече, ајде на спање, ја ќе речам, мразам вести, никад нема вести да гледам. Знаеш, оно љута, зашо завршија цртани. А после дојде време да ти бидеш спикерка на вести, презентерка. Иронијата, замисли. Парадокс, тежок и тоа. А гледаш ли, сега сме мај, месец на Евровизија, ти пратиш ли Евровизија? Ја беше Да, јас само чекаше Евровизија да дојде, да. Јас сам дете. Ненад, како би не знаеш? Да речеш не. Срам да ти. Ја, Евровизија и Miss World, тоа ми беше синоним за пролет.
у да, Miss World обавезно и тоа гледаше многу. Да, дава Миланка Рахич, како беше? Рашич, како и да е. Пардон. Стварно е тоа, сум забравил човек дека има. Ето не сум... Ете, Евровизија, она ја коментираш и ден денеска и Оскарите ги она коментира. Оскарите, да, Евровизијата не. И ти си гледала Евровизија? Ја гледаш Евровизија уште од дете, човече, памтам песни уште од која година. Имаш ли некоја што ти на памет како таква некои песни што ти останале у меморија? Се каме. Не толку. Повеќе памтам... Добро, не си размислила, да. Не сум размислила, ама повеќе памтам нели овие нашите што беа Елена Ристевска, нели Тоше. Ама ќе размислам, ќе ти кажам нареден пат, ле, нервирам. Може да направиме една епизода за музика само? Може, да. За музичките вкусови, твои и мои. Да. Интересно има и тamo што да се... Значи, во ме стварно за препостави ти се гледа Евровизија. Ми ще кечеш на... Како бре, не, леле, па ја, кога ќе оптеретам, ја, така ни стоеше телевизорот дневна, што фейсинг гледаше на кај фактички. И ја ќе испаднам у дворот позади, ќе ги отворам джамовите ширум, ќе пуштам глас и ја седам надвор, јадам сончуглет и гледам Евровизија, човече. Така мај месец, ноќ. Штурци си свират шоуба пролетно време. Да, тоа ми било ритуал на мене. За Евровизија исто ја обсесивен фан уште од 99-та, дали беше или 8-ма. Првата Евровизија што го гледа беше победи Израел, Dana International. Онова трансродова особа беше, знам, од таа година Израел, Dana International, Viva la Diva, Viva la Diva, Viva Victoria, Afrodita. Ете, памтам го таа, да. Ја не ги памтам победниците, ама да. Ма ја памтам, гледаш и после тоа до еден момент кога беа дисквалификувани поради лош пласман, така беше порано. Ако не си до не знам кое место, автоматски другата година не настапува таа. Не настапуваш, точно. Па тука Каролина од нас зависи. Ја памтам Владо Јаневски кад беше со црно така ми малку не магла, а повише Каролина од нас зависи онај нивниот корсет како воин македонски со сравенио да, на Александар Ношпол е таа креација, да, и баш денес цртам таа леко. Исто у подрум некима видете траци кои што го цртал Каролина од нас зависи у таа хајна. Само сакаше да речеме, ја двај чекаше да дое Тодорица, ама како тоа сам... не, фактички имамо избор на песна за Евровизија, Скопски фестивал или така. Да, прво Скопски фестивал. И знаеш, песната што го изберат за наш представник, толку многу сам сакал да го имам дома и чекаше да дојде Тодорица и да испадне на тезга да продават касети или CD-а за да си купам. И стал чекаше пиратерија. Да. Гледаш уште од мали смо правиле некои криминални работи. Па да, а на сегаваш цедиња што си преснимувамо, снимамо. Да, и имаш тоа. Имаш луѓе што продават цедиња и они има дури каталози и ти си фино лепо вртеш и на ливче се запишуваш кои песни. Тоа е веќе у поновите, тоа не беше у 90-тите, тоа веќе после 2000-та беше, да. Millennials. Чекай, избегавам мисла да што сакаш да кажам, освен цедињата така, па оние MP3-ите што ги симнуваме од интернет како почнајте. Да, ама тоа е веќе друга тема, тоа е друг век за разговор. Да. 90-те. Тоа су 90-те, а нама двое лете 30-те. Да. Ева нени, ќе направиме ли еден wrap-up? Во е непресушна тема. Ова е, да, дефинитивно има толку многу работи да се збори на оваа тема и мемории, навраќања и емоции и евоцирање на спомени. Да. Али убави времиња, како би ја завршила? Убави времиња. И што става? Убави времиња, ама еве технологијата, да речемо, се појави и она е више присутна подолго време. Што ќе правиме понатака? Ај сега ние знаеме како било без неа.
а новите генерации не знаат како е да немаш интернет и мобилен и достапност. Мене ми е искрено жал што нема да го осетат они тоа. Ние ќе им кажуваме, ама не е тоа не се го Наше е стигна да им со- пренесеме точно, Ама нема назад, значи нели апсолутно дека дефинитивно. Да. назад. И што треба да имаме некој баланс. Што Мора баланс да има. Како? Еве, пак ќе направам споредба. Тука, например, луѓето многу идат у природа. Многу Фактот со природа е многу битен. многу битен. Затоа и луѓето се агресивни, не се конектират со природата. Барем тоа е моje мислење, а мислам дека ќе се согласат луѓето со мене. Например, тука многу се планинаре, многу се иде по реки, на езера. Значи не е само факторот дека Ама, треба Лори, да имаш чисто е, бе. тоа е друга тема за разговор, колку е чисто. Голем дел од природата кај нас е загадено. За жал да, и затруено. Водите, езерата чуваат, бе. Кој трагедија смо ние. Тоа е Респонско ема. Дојранско е кал. Мислам, тоа е многу жално. Тоа е жално дури. Наместо да си ги ние чуваме и да ги вреднуваме и да правиме да бидат уште поубаво, ние мува не ги лазе. Македонија е Балкан, Швајцарија на Балканот може да биде. Реално, ама ајде тоа исто други теми се не би сакала, не ме нервира. Туку сакам да кажам дека луѓето баланс да направат, да се поврзат со природата, да ги Може да остават, би рестрикциите за може нешто подобро ќе биде, ама тоа биде, не знам, ако биде. да. Не знам, стварно. Ама децата и си учат од родителите, треба и родителите да ги остават телефоните за да имат оглед Родителите децата. прават, не може да генерализирам, ама они правеа, знам дека имаше на Facebook профили на бебиња, на миленици домашни. Тоа е. Малце Да. тука сами себе се порекнуваме што се вика, Да. ама ништо на нас ние барем сме почувствувале што викаш ти време Да, што мене ми е било. многу мило што сме го живеали тоа време. И што Подобро имала... викам, ја радо би сакал не да се врнам у тие години мои, да бидам па дете, мислам окей и тоа, ама сакам у овај момент, у сегашноста, па да го осетам тоа блаженство на спокој, на упростен живот, на нас не ни беше досадно и без мобилен и без интернет. Ние Да. како ни беше досадно, сега и се имам, па досадно ни. Па тоа е проблемот, што превише... Или читам, па што има на телевизија, тоа ќе гледаш, па Да, па не е толку колку убаво. што помалку Тој се имаш толку лош. подобро, реално. Што помалку имаш толку тоа подобро. Јас што викам, на крајот ќе испадне, ќе си купам овчичките, ќе си отидам на планината и ќе си терам овчичките до мене едно куче. Тутуно во рука, азното само ќе си дојде. Тутун, пи си каве, азното само ќе си дојде. Така, човек дека стварно е многу поубава визијата кога речеш чекај бе, полека малку материјално, а бе земи си едни тамо кокошкички, свиничкички, чули си по природа, бе, контакт со природа, мирна глава, бе, дишеш. Така е. Ти Лори би ли чувала прасичи? Дали би се ти осврнала на таков живот, осудила да бидеш фармерка? Не, фармерка. Не, Фармерка. Фармерка. не. Ја би чувала кокошки. Лесни се за одржување. А Кукури и Коткода имаше цртан филм. Кукури и Коткода. Па колку па наравно, бре. Оке, имам јајца, ете ми протеин. Ние можеме оваа емисија да се крстиме Кукури и Коткода. Ти ретро. Кој е Кукури, кој е Коткода? Бирај! Не на тај завршува човек. А некако, не знам, ке ти любоморам ако си Коткода, ма па ке ти любоморам ако си Кукури, ке се степамо, ке лепи пердушки. Ох, леле. Не, Деца, мило ми беше. Ако никој од твојата генерација не гледа, телефоните малку, ставите ги на холд, верувајте ми дека ќе осетите мир на душата,
ќе ви биде многу поубаво. Користете ги за паметни работи, Да. не претерувајте и верувајте дека има живот и надвор од интернет. Да. Читате книги. И книги читате. Лектирите барем. Да. Ќе ви разбудат фантазијата. Чао.